Добра вечер. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Дансе Макабре со 184-то издание, во кое имаме еден специјален гостин кој беше толку мил, драг и фин како и секогаш што дојде да зборуваме заедно со него за хорор културата, хорор естетиката во светот, па и кај нас. Со мене и со Боки оваа вечер во студиото е македонскиот режисер Гоце Цветановски. Здраво. Еден од најекстравагантните, ајде да се изразиме као со поетски израз во неговите дела, режисери кои се надеваме дека и днината на македонската кинематографија, па и на светската кинематографија е во неговата визура. Сигурно. Така. Значи, автор на Small Time Space Discontinuum, вистинската приказна за Хансел и Гретел, корежисерен за Elvis and Angel Heart, нели почетоците, и секако ред други краткометражни филмчиња и видеоспотови, да потенцираме нешто за што ќе зборуваме во текот на оваа емисија. Меѓутоа, од каде хорор филм и зошто хорор филм? Да, па не знам, од мал да ти кажам, некако почнав да гледам хорори. Многу ми беа смешни, морам да признам. На почетокот, добра. Значи, добро, не, нај на почетокот се плашев, знаеш, значи ако треба да спомнам тоа, тој ми е на листата тука, нели, на омилените. Така. Значи, најверојатно нешто ми имало исплашено, па после од ме имало фасцинирано. Значи, еден од првите хорори што сум ги гледал и што ми исплашиле беше на тие едни филмски маратони порано МТВ што ги организираше. Така, со кои што сите сме израснати, верувале или не. И се работи за Магла од Джон Карпентер. О, одлично. И, знаеш, тој филм, кога го изгледав, имав некои 5 години. И онаа сцена, знаеш, со нешто кука, рака, со кука, кога се појавуваат од маглата на црните, да. Многу добро, мислам, многу добро филмче. Да, и Карпентер нели го кажува дека е наменлив тој за млади да го гледаат, онака како да влез, за најдобар е за влез во хорор жанрот во. Да, па најверојатно, знаеш, најверојатно така и беше со мене, бидејќи ете, тоа ми е некој како прва меморија на хорор филм што сум го гледал, што се сеќам, што ме исплашил, значи дури знам кај го гледав точно. Првите љубови не се забораваат. Да, се сеќам кај го гледав, а после сеќам дека 2-3 дена не можев да спијам и така натаму. Сите сме ги имале, значи тие моменти, но мило ми е што барем еден квалитетен филм тоа има влијаено на тебе и тој верувам дека има оставено трага во твојот естетски израз. Па да, дефинитивно, знаеш, мислам после. Не само тој. Да. После, знаеш, кога почна овие VHS моменти, нели видеотека, изнајмување, така. Натаму. И не знам, многу често земав по 3-4 филма гледав на ден. Си правеше собствен маратон, онака, во домашни услови. И не знам, многу гледав хорори, не знам наистина зошто, мислам, тика можеби има врска и тоа што баба ми, например, многу ми раскажуваше приказни као мал. Така. И така да сум израснат со тие, знаеш, мислам, уште од прво ден, што јас почнав да читам пред да одам на школа. Така? Се научив со стрипови. Значи научив првин латиница, после кирилица. Одлично. И како се вика, значи не знам, меѓу првите, значи тие што ги читав откако ја научив и кирилицата, ми беа онака, имавме дома една цела колекција на Марко Цепенков. Одлично. И тука беше, знаеш, мислам, значи тука се преданијата. Можеби не е баш хорор, ама сепак, знаеш, мислам, во тие сказни има многу фантастика, така точно. И општо секогаш кога има вештерка, кога има, не знам, некој си сеништа, јадење на луѓе и така натаму, не е баш весело за мали деца. Меѓутоа ја стимулира фантазијата и имагинацијата на мало дете, така што. Да, дефинитивно, знаеш, значи текам после исто знаеш, мислам, кога се враќа на почетоците на хоророт, мислам дека бев негде прво или второ одделение кој излезе првото издание на Дилан Дог во Македонија. Така.
И исто тоа, знаеш, мислам, го купив или можда го поземив од некој, не знам, имаме една приказна кај што другар од подрумот му украдовме многу стрипови, ги прочитавме и ги вративме. Фино, да. Поштени онакрат. Да. Ретко сте тоа во денешно време. Да. И така и значи, знаеш, со Дилан Дог исто Марвел има една едица, мислам, на српски, сега не знам точно кој беше српскиот издавач, меѓутоа беше Марвел хорор. Со Дракула, со такви некои имаше овој Swamp Thing и мислам како офшотови на тие оригиналните ликови, и баш хорор се викаше списанието. Да. Баш хорор и баш имаше, мислам, значи тие ги читав исто како многу мал, значи зборувам за негде 7-8 години кога сум имал. Одлично, значи стрипот играа огромна улога во твоето инволвирање воопшто, односно запознавање со жанрот и естетиката, што кажеш Дракула го запозна преку стрип. Така, најверојатно преку стрип, па после сум, знаеш. И после ми се случуваше, на пример, не знам, се враќам дома навечер, па се замислувам вампири, па страв ми, па не знам што. Така, бугимен во шкафот или под креветот или каде и тоа за чудо не сум имал тој тип, знаеш, со бугимен во шкафот или под кревет. Не, обично надвор ми било нешто, демек сум се свикал посебно таму во Демир Хисар, на пример, во селото на моите дедо баба. Тако, знаеш, слабо осветлено, се враќаш навечер. Нешто штурци, кучиња лаат, не сам идеално. Идеално за готски хорор филм, мислам, измислено. И така, и значи, знаеш, мислам, уште од мал се дружев со секакви такви монстери, чудовишта и така натаму. И ти стана пријатели? Да, ми стана пријатели, тека, значи, малце пооснат, кога дојде ВХС со тоа, значи, некако автоматски ми дојде тоа да бидам фасциниран и да гледам многу хорор филми, се разбира, не беше тоа мој единствен жанр, меѓутоа, знаеш, мислам, беше еден од доминантните, доминантните, знаеш, мислам, што најмногу ги гледав. И така, не знам друго. Океј, значи ова е само една мала најава за што све имаме да зборуваме со Гоце Цветановски. На почетокот само тука може да направиме да ви пуштиме две композиции. Едната ќе ти инволвирам во твојот избор сега. Важен, едната ќе биде поврзана со една не баш многу мила вест која што денес ја дознав. Односно, таа се врзува со еден од нашите херои на оваа емисија и воопшто на сите кои се заљубени во хорор жанрот и воопшто во сета естетика во било која уметност во која што тангира хорор култура. Значи, станува збор за смртта на Ханс Рудолф Гигер, односно смртта на еден од најголемите сликари на минатиот век. Правевме хорор дизајнери. Да. Мислам, немаше елиен да се роди да не беше воопшто Гигер, и целиот свет кој го има конструиран околу него. Правевме 100-та епизода, ако ти се верува, беше посветена на Дансе Макабре радио за Гигер, така што зборувавме за сета негова волуменозност и сета длабочина која што има во продирањето на таа, како што Јодоровски знае да го нарече трагач низ најмрачните, односно најдлабоките делови на душите. Што мислам дека најдобро го евоцира, значи Гигер кој бил голем поддржувач на швајцарската метал сцена, односно на Том Джи Warrior и на сите негови проекти, значи станува збор за фронтменот на Celtic Frost и на Hellhammer, почетоците воопшто, онакав баш читав во изјавата по неговата смрт, по смртта на Гигер, кажува дека Гигер бил тој кој Hellhammer буквално го туркал, односно кој бил му ја давал поддршката на Hellhammer кој им била потребна на почетокот и нормално Ту Мегатерион и албумите, воопшто сите албуми кои ги има Том Джи Warrior работено се со омоти на Гигер. И ја има направено специјална гитара, Гигер му има дизајнирано на која што до ден денес Том свири. И во неговиот бенд Триптикон, чишто албум излезе пред неколку недели албумот е феноменален, фасцинантен, најавив дека е ми албум на месецот. Дознавам 2 недели подоцна дека
Мастермайндот Гигер починува онака и крај на свет. Да, денеска од твојот пост видов дека починал и се зачудив бидејќи не беше толку стар. 74. Да, добро, 74, мислам, пак не, мислам, знаеш... Работеше се уште, значи во неговата работилница гореше слики, правеше некои експерименти. И така да многу, нели, ама ете се, тоа е животот. Загубивме многу во секој случај, да. Меѓутоа, остануваат неговите дела да говорат за него и сите прекрасни светови кои ги создаде и во негова чест, значи, ја пуштам Триптикон и композицијата Breathing од нивниот последен албум и по него, по таа композиција ќе слушнеме Wood на Alice in Chains, твој избор, една класика со која што сите сме израснати. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данси Макабре, 184-то издание, посветено на хорор естетиката, за кое што ќе ја обработуваме од најразлични аспекти, со најразлични гости, кои се запознаени со неа, ја знаат незината убавина, незините падови, подеми, така што за таа цел во оваа емисија ни е гостин Гоце Цветановски, со кој на почетокот на емисијата зборувавме за како хоророт допре до него, односно како Дилан Дог го купи Гоце. Vice versa, така е? Да. Меѓутоа, интересно е тоа што додека си тука, нормално ќе треба сакам да те искористам за да позборуваме и за твојата кинематографија, односно да позборуваме за делата кои што ги имаш оставено за себе и за проектите кои во иднина нормално тежнееш и има едно интересен податок за не знам колку тоа луѓето се запознаени со тоа, за Силувај ме нежно. Да. За еден интересен проект од 1997, далечната, кој го имаш работено заедно со Бранислав Поповски. Кажи ми, која авангарда бевте тогаш од поставувањето на ова проектче? Да, види, знаеш, тоаш постоеше на филмска работилница, се викаше Ед Вуд. Така? Значи, ја водеше Радка Илиева Лале, значи таа ми беше мене како ментор и прв човек што ме воведе, мислам, сериозно во светот на филмот. Така? Значи, да го размислувам и како изразно средство, не само како медиум во кој што, нели, филм го гледаш и уживаш и многу луѓе со тоа и се задоволуваат. Така ти учеше на ракописот, на филмскиот ракопис. Да, така, а сега, например, знаеш, кај мене се роди таа нека идеја дека треба да правам филмови, тука многу брзо се најдов, да ти кажам, само уште првиот пат кога отидов имаше некоја средба. Така? И тогаш многу брзо, мислам, после првото снимање сватив дека од прилика тоа ќе ми биде некој живот. The calling, you got the calling, така го доби повикот. Да, и така, и знаеш, мислам, бевме средно школа, нормално, знаеш, мислам, само се зафркававме. Да, бунтовник без причина, естествено. Така што, знаеш, мислам, ништо не сваќавме сериозно. Јас бев во едно такво друштво кај што само се зезавме и буквално се не беше розово и уживавме, мислам, во светот, бидејќи на некој начин, мислам, нешто, тоа е исто малку како хоророт, негирање на реалноста. На реалноста, да. Знаеш, значи не гледаш вести, гајлети, не знам што, мислам, дури создаваш твој свет во кој што удобно ти е. Да. И така, и значи, Силувај ме нежно и Губитник без причина беа моите први два поголеми проекти, значи едното 40 минути, другиот 50. Што сега, например, не би можел да режирам, да направам толку долги филмови без никаков буџет. Затоа што овие се работени со минус колна. Да, тие се, значи првиот беше со буџет од 300 денари. Значи, Силувај ме нежно. Во минатото 300 денари повеќе вреде од денешните 300 денари. Не, тука негде збориме за денешни 300 денари. Значи плативме на едната глумица одводно и се јавија од дома дека треба да се оди на ручек и плативме такси. Така. Значи за тоа биле инвестирани. Да, така, и после дешо купивме сокче и не знам што еднаш кога бевме уморни, значи така и замина буџетот. Да, така. Да, а касетите не беа бесплатни пошто тие Лале ги финансираше. Супер. Значи тука имавме као мецена. Продуцент.
Да. Така и тоа беше некоја комедија, јас мислам ги викам тие слонски комедии од типот на Hot Shots, Top Secret. Така, значи буквално Суваме нежно беше безприказна, тоа беше повеќе како скечови собрани околу друго. Мислам тука имавме една многу јака екипа. Повеќето луѓе денеска се уште се занимаваат со филм. Одлично, убав стартинг поинт, односно убава почетна точка за нивните дела. И така, и после тоа, значи тоа беше 97-ма, го работевме заедно со Бранко, еден другар со кој што сега веќе немам контакт за жал, од мистични причини. И после тоа, значи исто се уште бев не, усвари тоа беше откако завршив средно на 98 го направив и Губитник без причина. Ист жанр, значи комедија, само што овој пат имаше и приказна. Еден минорен детај кој беше изоставен од артистички причини во првиот филм. Намерно, да. И така што, знаеш, мислам, тие беа многу добра школа за мене. Знаеш, после кога заминав на студирање во Франција, бев еден од ретките режисери што имаа снимано. Значи, нешто за себе, да. Посебно 40 минути и 50 минути. Да, знаеш, мислам, можеби самите тие филмови, знаеш, и денес како ги гледам сега се смешни или ќе се насме, знаеш, мислам, нормално имаат остарено и детски се тие филмови, но од друга страна многу научив се, значи научив снимање, монтажа, работа со глумци, така, значи од прилика многу важно за да сватиш како функционира од прва рака цел тој филм, не теориски да го гледаш само од учебници, така? Ти си имал искуството од прва леќа. Да, значи бев директно тука. Тука него спомнавме најпрвиот филм во кој што работе, секаше Кој губи Миле. Тоа беше, еден филм таков многу смешен, се на сценарио интересно. Не знам, мислам, имаше доста луѓе активни на денешна филмска сцена македонска и театарска, што беа во филмот. Инволвирани на било каков начин. Не знам дали да ги цитира или не, да не се усрамат. Најверојатно ќе си се препознаат во самиот муабет. Самиот настав кога ќе им го споменеме, Кој губи Миле, преверувам дека им поминуваат се ежен, не има такова. Да, еден ден, например, еднаш додека го снимавме тој филм, се случи, не знам, еден од главните глумци не ни дојде исто поради некоја таква слична причина, требало да има ручек со неговите или нешто. Очигледно јадењето е важен елемент во твојата кинематографија. Над сетот. Не например, туку како во продукцијата. Составен дел е тоа. Кетерингот е многу важен момент од снимањето на твоите филмови. И така и се случи уште еден филм тука што беше колективен, бидејќи го работевме, значи монтажно, односно снимаш и снимаш кадар, па после го снимаш наредниот кадар и ствари монтажата во самото снимање ти се случува. И одлично. Да. И се викаше Жешти страсти. Жешти бидејќи Жешти зашто? Па во еден мислам тргнавме без наслов, меѓутоа јас глумев во една сцена, ме убија во првата сцена, односно се јавував на оние телефони, знаеш кај што ти зборува здраво, јас сега многу ми е топло, нешто такви некои жешки страсти се викаше линијата, да. И како се јас се јавувам демек и кажувам ало, жешти страсти, погрешка и остана така. Остана тој одработен наслов преминал синоним за филмот. И како не можеше да си напишеш, значи ти беше и сценаристот претпоставувам. Не, туку значи тој бевме собрани 10 души, ни фалеше, значи таа беше масовна сцена од овој филмов Кој губи Миле и бевме собрани 10 луѓе, некој снима, некој онака чисто другари што да се врткаат тука да бидат во сцените. Да, мислам да им биде интересно, пошто се забавувавме, мислам, да снимаш филм, беше авантура. И како се ка, значи бидејќи не дојде овој глумецот, моравме што да правиме сега 10 души, ќе снимаме друг филм. Why the hell not, така. Кога веќе опремата е тука, да се искористи. И го снимивме овој, значи вака на кратко ќе го раскажам, значи еден тип се јава на жешки страсти. Значи еден тип нешто се живее во станот, доаѓаат некоја група бандити, онака го убиваат и го
запоседнуваат станот и после прават забава, во која што забавата, бидејќи немавме буџет, нели? Моравме да ги кажуваме работите што не се гледа, знаеш. Така да, значи правевме ова, правевме она, да. Значи имаше стил, леле каква забава, леле колку женски има, само машки бе. Леле колку женски, леле Кока-кола, Зошто немаше тоа буџетот? Не, пошто средно бевме, Кока-кола пиевме. Да. И така, значи имаше тука една сцена кај што после неговиот дух се врати да се одмаздува и не убиваше еден по еден. Тука имаме одмазничко сценарио, веќе влегуваме. Тука се првите елементи на хорор жанрот како проникнува низ кинематографијата на господин Цветановски. И тука имаше еден многу јак специјален ефект, значи го гледаме, значи духот негов како запоседнува луѓе. Добро. Значи го гледаме него, демек снемува струја и после го гледаме овој другиот, значи демек не знам дали може да се го замислите. Таков најевтин ефект. Што може да се дозволи нормално буџетот. И така, и значи така доста беше весело сето тоа. И сакам овој филм да го зборуваме, односно еден документарен филм кој имаш работен, односно во кој што имаш учествувано, односно документарен филм за македонската стрип културна сцена, односно за кој мислам дека е едно одлично љубовно писмо кое што може еден автор да го даде кон нешто како што и самиот што ти кажеш што те инспирирало тебе да твориш, мислам. Доста ефективно го имаш доловено, односно сите од еволуцијата на сета таа школа, на сите работилници кои функционираат до студијата во Велес, до како се представени македонските артисти надвор. Мислам дека имаш одлично опфатено сцената. Да, тоа беше на пример еден проект што го работев, мислам, во мојата, да речеме, мислам, во мојот ум, тоа беше познано како една серија, иако практично те беа 7 документарци, меѓутоа само 3 беа под тој наслов, значи култура и субкултура се викаше. Така? И таму правев за доста различни уметнички појави во Македонија, бидејќи забележав дека никој едноставно недостасуваат, страшно недостасуваат, значи. Да, значи мислам од тогаш се има направено доста, мислам и за музика, и за сцена, и за видео арт, и за графити, за се. Значи меѓутоа во тој момент, значи ова би се случило негде меѓу 2004 и 2006. Така. Значи ова со сигурност го кажувам, бев првиот режисер кој што се интересираше за овие појави и кој што ги правеше, речиси, мислам, тие беа финансирани од Сојуз за радиодифузија тие документарци, така. Но јас ги осмислив затоа што ме интересираше, така што мислам дека ќе ги снимав и да немаше буџет. И стрипот од секојаш бил, значи во мојата, мислам, сум голем стрипоман. Од секојаш бил еден од моите главни интереси заедно со филмот, бидејќи стрипот е нешто како филм, ама на хартија. На хартија, да. Имаме сториборд. Да. Дури звукот е присутен во стрипот, ама на визуелен начин, така. Да. Така што, знаеш, мислам, секогаш ме фасцинирале стриповите, многу читам стрипови, многу гледам филмови, порано, односно сега веќе можеби немам толку време. И ајде да ја почнав, значи таа. Така. Ја почнав тој документарен филм. Во моментот, знаеш, можеби, самата тема можеби имаше време или место за уште 15 на минути подолг да биде филмот, но едноставно не успеав да дојдам до неколку луѓе, што сега не ми текна точно кој беа, но се сеќам дека кога го заврши филмот, имав онака како да. Но сепак доста доволно, мислам дека доста добро ја одрази таа стрип сцена што дефинитивно. Зборуваше и за тоа што било претходно, значи историјата на македонската. Така, убава хронологија имаше офатено за тоа од каде доаѓа воопшто стрипот во нашата држава. Мислам дека и Томислав Османли имаше интересно избегување. Да, со сите нив, значи и сега, например, последните 2 години размислувам озбилно околу да се сработи еден втор дел на тој документарец, бидејќи од 2006 до сега 8 години имаат поминато. Има многу стрип изданија во нашата сцената, за среќа не да пркна, туку експлодира. Буквално последните 2-3 години посебно
толку многу работи се случува што човек не може ни да ги прати, да. Мислам, треба да седнеш 2-3 дена, една недела, не знам, за да документираш се што се случило. Наистина многу голем еден напредок и тоа во сите правци, значи и во издаваштво, и во креација, така, и во, да речам, еден вид на маркетинг, значи стрип сцената, мислам нормално таа, мислам дека и секогаш ќе остане некој вид на андерграунд, но сепак стана многу поприсутна во медиумите. Што е и нешто што е многу потребно, да се доближи стрипот до стрип читателот, таа љубов која што е загубена од минатото, барем предпоставувам делумно дека е загубено, да се доближи барем до младата популација, како ти што кажуваш, што можеле на рана годишна возраст да ги откријат стриповите, на денешните деца да им стане она пристапно да може да си купат Дилан Доги, да може да го или Мартин Мистерија или кој да е, или Бред Берн, да може да, или Дампир, ајде, значи да може да го отворат и да ја добијат таа љубов кон стрипот, која може да ги води кон најразлични нешта, така? Да, види, значи на пример кога си мал, дури да почнеш со Дизни изданија, мислам и тоа е интересно. Јас на пример сум ги читал, дури ги препрочитував пред некое време Дизни изданијата стари, што се прилично детски, но едноставно сам да кажам, значи раскажување на приказна во сликички и во текст, вежба имагинација, еден вид на најприроден начин, значи, мислам, дај му на дете книга со букви, ќе се чекам, сам има видео игри. Така, се друго може да ескивира. Да. Меѓутоа, самиот стрип, значи едно време малце, мислам нешто со самиот подем на видео игрите, можеби малку се изгуби целото таа една навика на читање и така натаму. Меѓутоа гледам дека, мислам барем, дека луѓето пак се враќа нека навика, бидејќи тоа нели што било ново, воопшто не би сакал, мислам, ова што кажувам, воопшто не е демек видео игрите се лоши. Не, јас бев тем геймер кога бев мал. Туку сам да кажам дека можеби тие се една од причините што и самите медиуми најмногу, нели, што едноставно не го промовираат тој тип на уметност. Тоа е најголемиот проблем, дефинитивно. Јас според мене, на пример, ако гледаме некои од весниците кои што почна да даваат стрип кајши, значи нели порано беше во Нова Македонија, Пецко, фигурираш. Кој што јас на пример како дете, нели моите татко ми на пример ќе купи Нова Македонија. И ти ја вртиш од задната страна. Пецко го читав, така само тоа ме интересираше, евентуално не знам ако имаше нешто за филми, не знам што, меѓутоа, мислам сликички нацртани во боја плюс мислам дека беше. За секое дете се примамливи да бидеме реални, ќе би го задржале вниманието колку и да е вашето дете пало. Да, и така што знаеш, едно време не знам, почна имаше Петко, едно куче од Хемичо што го правеше, па сега Пусто Турско исто знам дека оди како стрип каеш, значи тие стрип каеш мислам колку и да се мали, таков еден обичен гег мислам, ако го поврземе тоа со светската стрип сцена, многу познати ликови, Гарфилд, не знам, се имаат родено на тој начин, Хогар, страшниот, Значи тие одат само во весник, меѓутоа рейтингот на весникот и читаноста пораснува поради тоа мало едно што не е ни една третина од страна. Да, воопшто не губи весникот, меѓутоа добива на многу начитаност барем. Да, добива секогаш, значи луѓето сакаат хумор, сакаат стрип, но кај нас мислам дека уште треба да се негува и да се развива таа свесност за стрипот. Да преминеме на вистинската приказна за Хенсел и Гретел. Еден феноменален анимиран филм кој што го имаш работено. Камка Тоциновски е во главната улога, ако може да кажеме, незиниот. Прекрасно го имаш употребено незиниот глас. Тоа е се само што ќе ти кажам, значи каква вештерка имаш извадено од неа, тоа е нешто. Значи кога гледав за прв пат, првата асоциација која што ми падна беше Хершел Гордон Луис, кој имаше такви изјави дека сака да ги врати приказните на браќата Грим во оригиналната верзија во нивната стравична форма и да ги филмува, значи. Првата асоциација што ми дојде и гледам дека некој тоа веќе го има направено во Македонија, барем во таа бизарна верзија во која што може да се спои вештерство со јунаштво. Да. Еден интересна симбиоза имаш тука направен. Да, види, значи целиот мислам филмот многу чуден начин се роди. Така? Значи почна од еден кошмар
како што почнува најголемите уметнички дела. Да. Значи во кошмарот бев дете што трча низ некои чудни лабиринти, некои се гигер момент. Гигерче. Да, значи, ама не се сеќам точно кога го сум го сонал, меѓутоа трчав низ некои чудни простори. И цело време растев, значи, ама истовремено бев и во прво и во трето лице го сонував, значи онака како диптих беше малце. И после имаше, значи, една вештерка што сакаше да ме убие, да ме изеде, не знам што. И као не можев да излезам од куќата, бидејќи како лавиринт беше, одиш нааму натаму и цело време си нигде нема излез. Така? И на крај кога излегов од куќата, многу интересен факт, значи кога излегов од куќата се најдов во екстериерот на куќата на баба ми во Демирхисар, која што е бајачка, значи еден вид на добра вештерка. Така. И бегам се јас по тие, има едни скали и одиш по мислам покрај скалите во градината имаше огромни цвеќиња, значи тоа ми е како мал, можеби дека сум бил мал па ти изгледале волуминозно и големо, да. И така значи се случува, значи трчам по тие, меѓутоа оваа вештерката успева да ми фрли нож во грбот и јас као да ме кумирам, излегува мојот дух од телото, летам нешто ово она. И после се враќам наеднаш во телото и станувам, викам, сега ќе ти кажам. И ова беше се што може да погледнете во филмот вистинската приказна за Хенсел и Гретел. Не, од прилика после, значи тоа беа некои како сцени доста неповрзани. Винјети така. Да. И после тоа секам, чека, ова е многу интересно, може да се направи некоја приказна. Почнав да го работам. Бидејќи беше сон и бидејќи беше интимно, почнав, значи, го викнав еден мој другар, пријател Александар Евтимов, во Франција што живее, и со него, значи, он е исто голем хорор фан, и со него ја разработивме приказната, и како што одевме по-длабоко во приказната, така испадна дека некако влегоа и Хансел и Гретел и вештерката, мислам преку вештерката. Нормално. И викаме, окей, ајде да видиме што може со оваа приказна се направи. Така дојдовме до една приказна многу интересна, дури јас сакав после да ја правам нешто како долгометражен. Witch Hunters, што го направи овој типот од Шведска, од кај. Така. И многу има интересен факт, значи не знам. Томи Виркола или така нешто се викаше, мислам, Hansel and Gretel Witch Hunters, да, значи не знам дали е тоа случајност или не. Меѓутоа, значи во тој Witch Hunter на почетокот, во долгометражниот, има 2-3 кадри што се буквално исти како од кај мене. И многу исти. Значи не знам дали е случајност или не, после барав да гледам по фестивали нешто. Значи кога Хансел и Гретел кога шеташе, бидејќи направи 32 фестивали. Да, имаше доста богат фестивалски живот, што многу ме израдува и. Да, и во тој истовремен период он по истите фестивали шетал со Dead Snow. Така со зомбијата кој излегува зомби нацист. Така што сега можеби човекот го гледал и да не те чуди. Едно време си сака да му пишам, да го прашам чисто дали не дека мислам воопшто, мислам тоа, чисто сакам да дознам дали го гледал филмот, бидејќи дали тоа му било инспирација или се случи или некоја случајност максимална да има 2-3 кадри скроз исто кадрирани, што мислам може да биде случајно. Затоа што приказната е унитарна, мислам во најразлични земји се појавувала, така што доста луѓе ја обработувале, меѓутоа следна цел, значи Томи Виркола го напаѓаме и го прашуваме од каде ти тоа? Да, кога го видам на некој фестивал, баш ќе го прашам дали го гледал филмот, значи немам речам дали си не крај, мислам тоа може и подсвесно се случи. Не, апсолутно. Како што не гледаш некој филм, па ти си некој кадар ќе го имитираш, бидејќи ти оставил организмот твој ќе го свари и на крај ќе излезе уникатно низ твоја визура, нешто тоа не си свесен дека веќе е тоа гледано. Ајде и да го поминеме A Small Time Space Discontinuum, кој имав можност да го гледам и во предпремиерата и на премиерата, и баш тоа сака да ти кажам на самата премиера, онака дека
окей, значи луѓето и самиот виде дека реагираат. Имаш кетч фразата, имаш крајот, значи ги имаш купено буквално со оригиналниот филм и онака сака да ти кажам релекс, значи ќе помина одлично нештото заради тоа што веќе го проба и освен неколку колор корекции претпоставувам дека имаше за финалната проекција. Не, тоа што беше во Фросина беше како финално колор, да беше пред премиерата беше многу на жолто и јас бев малку мислам разочаран по себе бидејќи не беше тоа, мислам многу се изгуби на визуелно. А добро и миксот не беше тогаш готов, но сакав да го направам пред да одам за Франција, бидејќи долго време веќе се работеше и однака како помина. Мислам имав и некои други приватни причини за Меѓутоа многу е важно тоа пред проекциите се многу важни заради тоа што имаш оној фидбек од публиката кој што подоцна може да ти користи тебе за да поправиш нешто. Многу големи режисери го правеле тоа. Џон Карпентер го има правено на неколку негови филмови, има вадено буквално делови само заради тоа што му реагирала публиката. Значи зборуваме за филмови на како Хелоуин и како Фок. Значи кој баш одерен. Затоа што тоа е многу добро, тоа е многу свесно од твоја страна направено и редовно го правам тоа, знаеш, и некогаш и не толку официјално како ова, меѓутоа редовно кога филмот ми е завршен или пред завршување, викам пријатели, го гледаме заедно и ги бележам нивните забелешки, бидејќи знаеш би сам тоа го измислил субјективен може да биде премногу врзан кон самото дело и одредени работи, иако цело време се пред неговите очи, нема да можеби да ги забележи. Некои работи нема ни да помислиш дека можеби некој ќе помисли на тоа, меѓутоа кога ќе помислиш чекај малце зошо и така натаму, значи се случува. Одличен филм и Висар Вишка одлично си има одглумено својата улога и го носи буквално на својот грб целиот тој филм, така што и го имаш тука, имаш хорор елементи, значи го има. Има малку, филмот намерно не го праќав по хорор фестивали, бидејќи мислев дека не е доволно хорор. Така, окей. Знаеш, и мислам општо на пример вака сега околу 5 фестивали има филмот, мислам уште. Како си задоволен со реакциите? Малце сум изненаден, меѓутоа бидејќи очекував повеќе. Мислам, на пример реакциите од луѓето се супер, но на фестивалите некако не до сега, знаеш, мислам, имам на пример, не знам. Беше на Рио, така, мислам, или не помнам. Во Колумбија беше. Во Колумбија беше. Во Словенија, во Франција и сега во мај имаме 2 проекции во Македонија, во Тетово и во Струмица. Одлично. Например, не знам, на Скопски филмски фестивал не го примија. Не знам зашто. I wonder why. Да, добро. Не се можеби заинтересирани за македонски филм. Не, имаше доста македонски филмови, ама нема врска, мислам, чисто сам да кажам, не дека сум нешто ова, него сам да кажам, значи тој според мене некој си неуспех на филмот на фестивалите, мислам дека сигурен сум дека ќе направи уште 15-тина, но очекував многу повеќе и мислам дека се должи на тоа што жанровски филмот не е определен. Значи, затоа што има од се во него и значи, не можеш да обврзиш. Не е баш не е класична драма, ни комедија, ни љубовен, ни значи од се има комплетен дефинитивно, меѓутоа не можеш да го спакуваш во некој пакет и да им го дадеш као И така, значи мислам дека исто моментот што треба малку време додека да почне филмот, значи ритамот го терав како на долгометражен филм, значи не влегувам одма во проблематиката, односно малце подоцна мислам оставам некој време да се направи односот меѓу главниот машки и женски лик, значи да се направи форма која да се позиционираат, ако може така да кажеме, меѓутоа тоа се практика на долгометражните филмови. Да, значи мислам јас одамна веќе значи се спремам за долгометражен. Тоа е наредното каде што одиме и меѓутоа, значи, во овој филм го исправ тоа. Јас сум многу задоволен од филмот, значи и треба да бидеш. Треба да бидеш. Супер. Ќе видиме на крај краишта секогаш постојат на пример Хансел и Гретел се уште шета баш мислам овој месец или идниот дека оди во Полска. И така натаму, значи сам да кажам филмот култура за анимирани филмови, знаат да опрепознаат. Филмот нели како медиум доколку е добар трае, не старе.
Така што мислам дека овој филм ќе има еден вид на воскреснување. Да, подоцнежна, лейт блумер, како што викаме. Дефинитивно ќе биде тоа, затоа што има ведрина, има и така интересни сегменти кои да им оставиме онака да видат мистерија за тие што не ги гледаат. Сакав, знаеш, во тој филм, значи во дисконтинуитет, сакав да играм со оној, значи, нели непоимливото? Не, туку со оние класични теми на фантастиката, значи невидливиот човек и духот. Так. И дури и лудоста, како, знаеш. Така што на пример многу луѓе, сам не многу, туку некои луѓе што го гледаат филмот на пример, кои што не се толку отворени кон фантастиката како жанр, го сватија како дека ликот е луд. Да. Дека тоа му се халуцинации предизвикани од дрога или разни други психолошки состојби. Психотропни действија, окей. Додека за мене, например, од секогаш мислам приказната беше за еден невидлив човек, односно за еден вид баш, како што се кажува името, за еден дисконтинуитет во време простор. Да. Еден меѓудимензионален удир, односно сечење на димензиите во еден Лавкрафтовски фазон. Ајде така да кажеме, да се изразиме со хорор тропи. Ова е емисија за човекот кој не е таму, но меѓутоа е тука присутен. Да. Супер. И само да ги споменеме дека имаш работено и видеозаписи за музички бендови, за Верка е еден од нив. Оген мислам дека си беше така. Да, не, Верка беше Панк беше Верка, се извинувам. Какви имаш искуства од снимањето со Одлично беше, значи многу мислам ги открив бендот, го открив онака сосема случајно преку Зорица, една глумица, значи која што му е девојка, сега и жена на бубњарот Владко. Така. Не знам кога ги слушнав, наистина се воодушевив. После испадна дека порано сме се знаеле од претходно, јас пред да заедно за Франција имав метал бенд. Така. И кога не знам свиревме наш во Делчево, па тие го организирале. Сте биле во истите луѓе, но преку со друга група и така натаму. И многу ми се допадна музиката и мислам им се понудив да го направиме спотот. И супер, одлично помина. Кој што имаше и Дилан Дог момент. Да. Шак со смртта имаше. Да. И доста имаше bizarни тука Касап имавме еден такова хорор тропа беше употребена, така што си кокетираше со жанрот во. Да, тоа беше хорор спот, значи имаше серијски убијци, имаше смрт, имаше се и се што. Се што еден слушател на Дансе Макабре треба да ужива во тоа. Може тука, ако сакаш да направиме една кратка музичка пауза, да ги слушнеме Rage Against the Machine со композицијата која избравме Bomb Truck. Slipknot ќе слушнеме со Wait and Bleed, предпоставувам, и System of a Down со Attack. Така и потоа следува едно убаво класично дело, така да ве опуштиме. Господинот Джери Голдсмит ќе слушнеме со прекрасната ни Аве Сатани, која не може да му избега на ниту еден хорор фан, и секако за видеоигрите, додека сме и кај идејата дека не предизвикуваат насилство меѓу младите. Да. Ќе слушнеме што точно? Од Diablo 3. Така? Сега имаше две композиции кои ќе одат од Heavens Shall Tremble и Азмодан. Значи тоа е од тројката, не можев да ги најдам бидејќи не можев да ги најдам од Кецот, бидејќи Diablo Кецот ми е една од игрите, да речам, фетиш игри. Така? Игри на животот. Да. Меѓутоа не можев да ја најдам таа музика, изгледа на некој друг хард диск ми, така што оставив од тројката, која што исто е музички одлично спремна. Слушаме прекрасна музика. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Дансе Макабре, 184-та епизода посветена на хорор естетиката, и со мене и Боки оваа вечер во студиото е нашиот добар пријател и почитуван режисер Гоце Цветановски, во кој што изборувавме претходниот блок за неговите филмови, односно за неговата филмографија и од каде доаѓале инспирациите, од каде, кои се неговите идни проекти. Може за тоа да начнеме само на што точно ќе цели Гоце во нашата ни 2014?
Да, што е во подготовки? Да, сега моментално е малце, мислам, не само сега, всушност секогаш е турбо. Меѓутоа, најново нешто што се случи последни 2-3 недели е што станав партнер во една стрип издавачка куќа во Шкотска, се вика Комик Бру, треба да се каже вака со шкотски акцент. Дефинитивно. И, значи, еден долгометражен анимиран кој што го спремаме веќе 3 години, кој што е многу скап проект, решивме да го издадеме првен како стрип. И после околу целиот тој проект, значи, ја направивме куќата и веќе кога ја направивме, одлучивме дека нема смисла само со еден проект да работи таа куќа. Така. И бидејќи нели изборувавме за мојата страст кон стрипот претходно, мојот партнер исто од Шкотска таков е, мислам, доста сака, значи двајцата сакаме фантази, хорор, так. SF и така натаму. Значи жанровските преци. Да, значи од прилика таа ќе не биде едиторијалната политика на куќата и најдовме во меѓувреме, значи јас со некои мои контакти тука преку македонскиот стрип форум, така? треба да ги спомнам, мислам бидејќи повеќето автори со кои што соработувам од тука преку нив сум ги запознал. Поздрав до цела екипа на македонскиот стрип форум. Да, така и значи освен тој стрип спремаме и некои други стрипови и тоа ќе ми биде најверојатно за наредна година, ќе пробам да го актуализирам, мислам да стане моја една како главна занимација. На Комик Бру главниот лик, колку што претпоставам за тој стрип за кој што имаше сегмент нели пуштена во анимацијата која одеше проекцијата, претпоставам. За тоа зборуваме за дисконтинуитетот. Меѓутоа тоа изгледаше доста интересно. Тука ги имаме елементи на Неси и воопшто на херојство, значи така, да, тоа е баш хероик фантази жанрот. Се работи за едно дете, тинејџер да речем 13 години, кој што, значи, шкотска легенда, ново компонирана на некој начин, меѓутоа со стари елементи. Да, со стари елементи, значи главниот негативец е една огромна морска змија која што феноменално изгледа, што блуе оган, значи нешто меѓу змеј и змија. Так. После имаме келпија, тоа е еден вид на water spirit. Значи, се не знам на македонски како воден дух, shapeshifter. Така, ајде помогни ми. Тука менувач на облици, ако би сме буквалисти. Обликомен. Значи, келпијата е всушност во митологијата е како лош дух, значи таа се појавува како конј и кој ќе се качи на незе, скока во морето и го дави. Одлично. Значи тоа е нешто слично на нашите водењаци или водени вили. И така натаму. И сега, значи, овој нашиот юнак Корин, за да го победи Стурворм, значи тоа чудовиштето, мора да стане пријател, односно мора да ја зароби таа келпијата. Така, да ја шармира, народски кажа. И тоа може да го направи единствено со помош на кралицата на самовилите. Значи една традиционална, да речам, мислам баш сказна. Добро против зло, значи таа убава една легенда, имам моменти на оние класични митови европски со кај што херојот нели со помош на разни други магични елементи го победува чудовиштето. И значи тоа не само оваа фирма и мислам овој проект моментално ми е најбитен и најитен. Така. А што станува збор со играните филмови? Да, играните филмови. Спремам долгометражен филм. Треба да почнам со постпродукција. Лани снимавме исто еден краток, човекот што не беше таму. Така, The Man Who Wasn't There. Да, така, значи треба летово ќе се работи постпродукцијата, не стигнав во меѓувреме. Имав некои други проекти исто и значи тој мислам дека нема да ми биде последен краток филм, но во овој блок да речем, значи од сега па натаму целувам на долгометражни. Одлично. Можно е нормално, мислам краткиот филм
мислам дека нема да го напуштам бидејќи е многу интересна форма. Секогаш е привлечен и секогаш може да му се посвети време за работа. Ако имаш малце време, добро е, нели, за да се остане во форма. Така, а и некои приказни кои очигледно не може да се адаптираат за долгометражно сценарио, дефинитивно може да се испука. Да, едноставно мислам, краткиот филм е во моментот мислам една форма во која што имаш дозволено експериментирање и така натаму, додека мислам во долгометражниот ја немаш толку многу го немаш тој луксус. Освен ако целосно експериментален филм, тогаш веќе беше нешто сосема друго. Да, целосно експериментален, но нели од таа гледна точка дека филмот е скапа играчка, мора да се мисли на таа продажба, посебно ако си, да речеме, почетник, значи почетник зборуваме во долгометражен. Так. Бидејќи голем е процентот на режисери кои што никогаш не снимале втор долгометражен филм. Јасно. Значи сега нормално после ти кога ќе станеш на пример еве да спомнам едно име кое што може да и нема место тука, ама еве на пример Найт Шјамалан направи еден филм и после направи многу грешки во филмовите, ама ето го уште се продава на таа нека стара слава на 600, како се каже, 600 сетила? Да, 600 сетила. Не. Така беше? Да, Sixth Sense беше, да. И така, значи сам да кажам, значи тој успеа со еден филм да се направи име и после му дозволија многу грешки. Меѓутоа ако направиш тој таква некоја грешка со првиот, тешко дека после ќе тешко дека Science или тешко дека можеби ќе ги добиеше Happening и што и Village, нели? Тие се во тој период за кој што зборуваме. И така да сакам да кажам дека значи сега моментално, значи освен во долгометражниот филм, тоа што го спремам, значи 8 овој долгометражен, мислам, значи 8 како стрип и како долгометражен елемент го спремам ова. Вториот филм што го спремам се вика In Vino Feminas. Така. И еден вид на не знам како драматична комедија, road trip. Одлично. Значи тој филм го пишувам како еден вид омаж за татко ми. Така. Бидејќи тој беше голем мераклија на вино, на се што е убаво, нели, жените се едно од најубавите работи што светот ни ги понудил. Во кој што можеме во нивното присуство да бидеме многу благодарни што ни го разубавуваат животот. Да, така. И значи едноставно овој филм е некој, мислам, ода на женската убавина и општо на визуелната убавина, би рекол. Значи целата идеја потекна од моментот кога го работев мал дисконтинуитет во време просторот, бидејќи главниот лик беше фотограф и тоа ја инициираше. Да, значи многу беше интересно фотографија како друг медиум во филм да го обработуваш. Значи многу беше интересно бидејќи ми отвори многу можност, мислам, можеби во самиот краток филм не ја искористив толку фотографијата, мислам има нормално сцена. Да. Со тоа, но сакав едноставно ми се роди желбата да истражуваш да направам филм во кој што главниот лик би бил фотограф. И така да доста истражував, мислам, и фотографии од историја на фотографија, на историја на модна фотографија, бидејќи нели жените најчесто во таков контекст ги фотографираат. И тоа ми е еден од наредните проекти, инаку ги има милион, знаеш, мислам, имам приказни и долгометражни и краткометражни кои што сега ќе видиме, значи што ќе оди на стрип, што ќе оди на филм. Дигитално, окей. Да. Меѓутоа оваа In Vino Feminas дефинитивно го очекуваме и ова ќе биде очигледно една прекрасна ода и отчет на убавината на која што сите нас не плеј. Најверојатно. А за другата убавина која доаѓа во овој контекст, тоа е хорор жанрот, односно хорор естетиката, за која што ви начнавме на почетокот на емисијата, за тоа како тебе те фасцинирала воопшто естетиката на Џон Карпентер и неговиот The Fog. Кој поджанр од хорор жанрот тебе најмногу ти лежи? Онака што... Да, тоа не би можел да кажам. Така? Значи немам некој... зависи од расположение. Да, не зависи од филмот. Зависи од филмот, знаеш, значи
мислам, хоророт, јас како една целина го гледам, значи, мислам, нормално после се дели на поджанрови, Јасно. но вака не сум си рекол, јас, например, сакам слешери, или сакам вакви, или сакам такви, знаеш, значи... Сакаш да биде добар хорор филм, да, филмот ако ме извози, добро е, знаеш, мислам, има, например, некои филмови, кои што можеби, знаеш, мислам, на почетната премисата на филмот, нели, оди група на тинејџери во шума и некој после ги убива, значи, знаеш, сикаш, окей, веќе 100 пати видено, меѓутоа пак може и таков, например, во последно време, са не ми текнав баш на насловите, меѓутоа знам дека гледав 2-3 такви филма, кои што with a twist, што би рекле, пред да ги гледаш сега шас сум го гледал, мај ќе го пуштам и уствари онака ќе те завози и добро е направен, така што знаеш, мислам, не би можел да речам дека имам некој поджанр што ти е онака. Знаеш, може би оние хорори во кои што стравот е обработен повеќе на во невидлива форма, може би. Так. Значи, во невидлива, сакам да кажам, значи да не е гор. Значи, бидејќи гор филмовите, кои што мислам ги гледам редовно и се, и значи многу сакам бе филмови. Сите ги сакаме, но забрането богатство. Значи, знаеш, сакам да фрчи хорор на сите. Така да го бришиш мониторот и екранот онака на секој 5 минути. Меѓутоа, тие, например, не ме плашат. Мислам, дури кога сум бил помлад не ме плашат. Едноставно ми биле забавни и смешни. Веќе знам дека не е вистина, знам дека е играчка и мислам, тоа од после нормално, меѓутоа докога го гледам го прифаќам како вистина. Ама го имаш она дистанца помеѓу реалноста и така, например, ако да речеме сега, бидејќи ја начнавме за город, некои реалистични серии како ние Emergency Room и како бе и така некои каже со болници, кога покажуваат, тоа ми е многу пострашно, бидејќи е пореалистично, бидејќи знам дека сетингот е погоден баш. Да, пак е измислено, мислам, пак е фиктивно, меѓутоа ми е погадно бидејќи е пореалистично, знаеш. А инаку глави нека сечат, нека се тркалаат и така натаму, тоа ми е супер. Меѓутоа, знаеш, мислам, колку повеќе, да речеме, како што сум растел и како што ми се развивала таа една страст кон хоророт, се повеќе, значи, мислам, најстрашни ми биле оние хорори каде што стравот го добиваш од она што нема да го видиш, од она што ќе го замислиш, од она што ти е значи што ќе ти го кажат без да ти го покажат. Без да ти го покажа старата школа, значи непоемливото, несознајното од таа страна која е се присутно во одредени сцени, значи. Океј, одлично. Значи тоа е тоа што треба еден хорор филм да го има за да биде добри за. Види, знаеш, мислам, знаеш, како прво за да биде добар треба да има една приказна. Знаеш, и таа приказна треба да вози, нормално глумата треба да биде добра. Апсолутно. Бидејќи во овие многу филмови што сме гледале порано, например, во тие во Б, се некои слаби глумци, аматери, и така што не можеш тоа да го доживееш сериозно, мислам, го гледаш за забава и супер е се. Да го гледаш Брус Кембл и тоа е тоа, значи Evil Dead. Не, Брус Кембл е добар. Супер, тоа е врвот на шок категорија. Не, тој добро глуми. Да. Тоа е чизи. Чизи е, да. И убави кеч фрази има, да. Да, ама зборувам за, знаеш, например, не знам, имаше еден филм Автопат до пеколот, нешто Highway to Hell. Немека нешто по некој пат ќе сгрешат, одат на кај Вегас да се земат млад брачен пар. Ќе Хелкоп ќе му ја дрпне невестата на типот и сега овој оди во пеколот со една кола за не се гледал? Не. Highway to Hell. Да, Highway to Hell, побарај го, значи одејти се таков со музика. И тој многу ми се допаѓаше кога бидејќи знаеш влегуваш после во пеколот, има такви како овој од Клайв Баркер, таква некој момент. Hellraiser има. Не Hellraiser, туку со ние на гробиштата што живеа нешто мун како се каже со тие вака на челото што имаше. Одлично, магискиот негов. Да. Магискиот негов филм. Океј. Кабала. Така, добро.
Значи некој таков момент имаше, значи влегува после во пеколот, има таму демони и ова она, имаше и Hellraiser малце, ама знаеш, и сега тој Камал и маџика воопшто целиот тој период на неговите И после не знам, после да речеме 10 години си го даунлодирам филмот. Така, фино и поштено. Кон сите софтвер, дигитални полицајци, нели, ако имаме. Сите живееме од тоа, така што факов немаше ни да гледаме никакви филмови да не постоја, значи тоа е тоа. И го пуштам да го гледам, не издржав ни 30 минути, ни пола сат. Така? Пошто толку беше смешна глумата, не сам добро сега, можеби подобро разбирам англиски, ги видам тоа се титлови. И сега, што сум гледал, да. Сите имаме такви срамотни моменти. Меѓутоа. И така, ама, значи, знаеш, хоророт за мене, дали може да цитирам од филмови што го спомнав, знаеш, значи, например, едни од, да речеме, едни од најстрашните што ми биле хорори, овој од Полански, The Tenant. Одлично, Подстанар. Подстанар. Одлично. Додека сме кај Полански, најомилените режисери можеш да ми кажеш. Значи Карпентер го кажавме како иницијатор на целото во хорор браншата? Да, во хорор браншата. Па добро, еве да речеме, не знам, еден од најомилените ми е Кубрик, има еден хорор. Има еден, меѓутоа е феноменален, вреден е. Чега сега ме збуни, знаеш, мислам бидејќи според... Да зборуваме за некои автори од старата школа, значи за Вес Крейвен... Не, Вес Крейвен не ми е толку омилен, Сам Раими би го... Сам Раими, да. Со, нели, Evil Dead тројката посебно ми беше онака. Тај Army of Darkness, така. Да. И Питер Джексон со првите филмови, нормално. Brain Dead кога го гледавме, не знам, мислам дека пошто не она изнајмуваш филм, па треба да го вратиш иначе казна. Така. Го враќав, па пак го изнајмував така 3-4. Да избегнеш казната фера, затоа што Brain Dead заслужува тоа косачицата да се гледа. И така и нешто знам, го земав секоја сабота, неколку саботи поред го земав за да го имам 2 дена и не знам, го гледав 10 пати од една недела. Одличен филм, одличен. Значи не знам, на памет го научив филмот, после го цитирав, не знам, со другари, не знам, со месеци се смеевме на Brain Dead. Заслужува тој филм, таков слепстик денес многу ретко кој се осмелува да сними. Па и самиот Питер Джексон дури не ни работи. Да, тој веќе премина на некоја друга, знаеш, мислам, дури малце ми е жал што мислам дека малку премногу во однос на сценариото, премногу дозволува, мислам, ево ситуација кај што може да си дозволи да направи како што сака. Да? Например, јас го гледам тој момент каде што Питер Джексон, ги гледам неговите моменти и ги гледам моментите на другите сценаристи кои што се жена му и другарка на жена му. И онака сегам, знаеш, мислам, не знам, за Lord of the Rings, најнеомилените моменти, после во Making of, жена му се пеала и вика, јас сум многу горда на таа сцена и јас се кажа, знам зошто е тоа. Сега гледам што е работат. Па истата судбина го начека, нели, и Сем Раими. Тој ги сними Spider-Man филмовите и влезе во целиот тој комерцијален потфат, меѓутоа остана зад него Evil Dead, значи остана хорор комедиите да зборуваат за тоа што го направи. Меѓутоа тој имаше камбек со Drag Me to Hell. Да, Drag Me to Hell беше добар, да ти кажам, само она ме изненади, имаше добри некои сцени што ме извадија сечењето на тортата и воопшто убиствата. Така имаше и неколку моменти малку, нели, Evil Dead кај што сакаше го гризне без вилица. Така танцувањето во воздух. Значи имаше доста интересни сцени од него кои што навраќање беше. Само го чекаме, значи, Питер Джексон да се освести да затоа што милионери се реално, тие може да си дозволат. Да, веќе може да си прави што сака, мислам. Така сами може да си финансираат филмови. И така, мислам, добро, тој пак, знаеш, мислам, го гледам, финансира некои по-андерграунд моменти, мислам, филмови продукции. Да, Питер Джексон го продуцираше, нели, Devil's Knot, филмот кој се врзува со Memphis 3. Значи, трите деца кои што, трите металци кои што беа осудени во Америка само заради тоа што на начинот на кој што изгледа за 3 убиства на мали деца во шумата, во Мемфис. И ова е играна верзија кој што Paradise Lost, ако се сеќаваш, имаше документарни филмови кои се врзува за овој случај, каде што дури кој што ја стекна фамата со тоа што голем број на музичари застана да ги финансираат и бенефит да прават за да ги ослободат овие деца кои што си биле како и јас и ти што сме одраснати онака на Металика, на Slayer, знаеш, меѓутоа биле црвените овци во Мемфис и нормално мора некој да страда
државата за да биде постигнат законот и редот во државата. Да се разбира, убиецот е некој од административни, некој чиновник, нешто, мислам, во градската општина или во дадениот случај тоа се некои редници кои што дефинитивно немаат попаметна работа. Така, да. И значи цела хајка околу судењето имаше и верувам, значи застана, мислам дека и Џони Деп застана Хенри Ролинс, застана огромен број на музичари кои дадоа свој принос. Black Flag дури издадоа цел албум кој што беше посветен на нештото, така што Питер Джексон е добро со Еми Берг што го финансираше тој филм на Еми Берг и го на еден начин го исмеа цело тоа фарса околу судењето на овие деца. Така што почит за неговото инволвирање, меѓутоа сакаме хорор комедија од Питер Джексон и тоа одма. Да се врати на старите добри денови. Така е, па не знам, знаеш, мислам вака сега за режисери, бидејќи например Роман Полански има 2 хорор филма, мислам, знаеш, Розмарис Беби ми е исто во феноменален. Ми е во листата на омилени хорор филмови, значи вади тоа листата. Ми остана таму изгледа. Така, Боки ќе го инволвираме. Боки, се замолува Боки да ја побара листата. Личи на карта за авион. Односно, карта за авион. Одлично. Ајде ќе се потрудиме во наредните моменти да пронајдеме како Кроненберг котира кај тебе. Како Кроненберг котира кај тебе, затоа што мене ми е еден од најомилените. Да, Кроненберг. Тоа беше, подсетиме на филмови зашо The Fly, Видеодром. Да, ете видиш тие на пример Шиверс. Окей, готово. Боди хорор. Да, одлично котира кај мене Кроненберг, значи Шиверс ми беше од тие, значи како се ка Шиверс и уште еден од тие од првите исто сличен со таков со чудовишта, со убиства, многу и така натаму. Значи тој ми беше еден од првите што исто така нешто доста ми имаше исплашено, да речам. Ајде скроз сосема го заборавив на листата. Јас сум тука за да те подсетам на Кроненберг, така. Знаеш, на пример The Fly исто, The Fly феноменален филм. Знаеш, мислам, значи тој филм го имам гледан исто многу пати. И се сеќавам на некои сцени, знаеш, како, знаеш, моментите на хорор кои што ти остануваат, нешто кога му паѓа забот, кога се наоѓа на пораѓањето на мувата кај што Кроненберг го изведува самиот, таа сцена е култна. Доктор Кроненберг во акција. Да, тоа беше на двојката или во Кецот? Да, во двојката после почна директно со пораѓање. Да, со синот на мувата, тоа е со Ерик Столц кој го глумеше, да. Што одлично е и двојката феноменално дел. Да, ете видиш на пример Кроненберг сосема го изуми во листа, бидејќи онака, знаеш, мислам ти ми рече 10 луѓе, мислам и онака си реков ќе ги запишам првите 10 филма што ќе ми паднат на памет, што се сеќам. Интуиција не лаже. Да, е така. Меѓутоа Кроненберг е многу мислам еден од најважните, дури бидејќи тој е на некој начин и специализиран, бидејќи овдека на пример во мојава листа ќе најдеме, мислам, не знам кој, мислам, нема, например, од некој од филмови не ги знам кој се режисер. Окей. И така натаму, Кроненберг дефинитивно, знаеш, мислам, например, Видеодром, не знам, знаеш, не е баш хорор, тоа е повеќе некој надреали... Не, се збунив, не, со Naked Lunch се збунив. Naked Lunch, да, окей. Да, Видеодром, добро, да, тоа е хорор. Видеодром и тоа, како е хорор, значи. Да, од Naked Lunch, например, ама тоа исто беше Кроненберг. Да, Кроненберг е наборол со адаптацијата. Да. И, знаеш, мислам, во тој, например, друга нека има, знаеш, мислам, добро, Видеодром си е друга веќе, знаеш, мислам, Видеодром само еднаш го имам гледано. Да, само еднаш го имам гледано, бидејќи тоаш беше нешто како крајот на ВХС, знаеш, мислам, некоја преодна фаза. И го имав на видеокасета и не знам, нешто ми се расипа видеото. Јасно. Не, на мене тоа вечно да трае.
Така и после тоа, знаеш, значи, не знам, после, не знам, заминав за Франција, ова, она, значи, онака неколку години помина со адаптација нови места, она. Така што ете видиш, например, е филм што можеби треба да го гледам уште еднаш, бидејќи ќе ти го репризирам дефинитивно, покрај мене нема да останеш пократок за тој филм. Од тој филм се сеќам само, значи, нели, ликот на овој Джеймс Вудс, на Джеймс Вудс и моментот нешто кога се брца во стомакот. Така, кога го вади видеокасетата и целата таа филозофија за Long Live the New Flesh, односно да живее новото месо. И така, меѓутоа сум го имам забравено. Ама Шиверс и имаш уште еден, можда тој што викаш, можда Рабит беше исто. Рабит Скенер се во првите негови филмови, така што има неколку работено. Рабит беше, што се раскажуваше во Рабит? Со Ребека Де Морне мислам дека беше во главната улога, со кога полудуваат сите во градот, фактички тоа беше Шиверс на голем, на big scale. Да, нешто како Шиверс, само така. Низ цел град како се случува, нели фамозната сцена со израстоците. Окей, тој беше. Да, тој исто ми беше значи еден од првите што ми имаат онака како повозрастен, пак тука сум бил негде уште можеби средно или адолесцентни. Знаеш, што ми има онака добро протресено. Гоце не ми ја кажа листата, така што јас со нетрпение чекам да ја слушнам, така што почнуваме избор на 10 најомилени хорор филмови на Гоце Цветановски. Пукај, 10-то место. Океј, ајде, па не се поместо. Не се поместо? Да, не прави, мислам, знаеш, нема ни логика тоа. Одлично. Така, значи, прв што ми текна, Shining, значи, знаеш, психотрилер, психохорор, Кюбрик и Стивен Кинг. Најдобрите мајстори. Една другарка моја ми рече дека книгата била многу подобра и уште ја немам прочитано, на листа ми, скоро се имам од Стивен Кинг прочитано, ама ете Shining ја немам прочитано затоа што најверојатно заради тоа што толку многу ми се допаѓаше филмот што неќам да си го расипиш почетокот. Да ми испадне после како книгата е подобра, после сеќам филмот и можда и не е. Два сосема различни монструми се, така што и двете се добри во медиумот, точно се создадени. Ќе го прочитам, во се случај ми сам доволно време помина за да можам да. Сега имаш и македонска верзија дури. Што? Македонски превод има на Shining, да. Не, добро, јас мислам неш повеќето, мислам се што е на пример на англиски и на оригинален, јас нормално да повеќе сакам на оригинално да го читам, бидејќи освен тоа што нели мислам ми го збогатува речникот, меѓутоа сакам во детали да ја доловам фразирањето на речениците, знаеш, што целел самиот автор, значи тоа е најблиску, магијата тука се задржува. Да, и на пример не знам и некои други автори што не знам што сум ги читал на македонски или на српски, кои што се англофонски и што не се на пример во хорор жанрот, си ги препрочитувам на англиски затоа што, знаеш, мислам дека поблиску е сосема друг печаток е тоа. Да, добро, значи Shining нема што да се зборуваме, сам филмот е тоа што на колку годишна возраст го гледаше? Кога беше првата следба твоја со Shining? Не се сеќавам, знаеш, можеби на кај 11-12. Така, одлично. Тогаш остава силен впечаток дефинитивно. И не знам, и него го гледав многу пати. Значи, тикам сега не знам, некако нема време дури за еднаш да изгледам филма, камо и за неколку пати. Меѓутоа порано, значи сите филми што ќе ми оставија впечаток ги гледав многу често и од нив учев, да речем. Така што Shining е, знаеш, се учи од мајсторот во Shining. Знаеш, психологија на лудоста неверојатно добро доловена. Не знаеш дали фантомите постојат или не, дали е кај него. Мислам многу добар филм. И тие сцени кај што се толку, мислам, толку многу е добро дозиран горот во филмот, што е тоа неверојатно. Значи, онаа сцената со крвта во ходникот, со мртвите девојчиња. Да, мртвите девојчиња и најстрашната оваа кој ќе гушне, кој ќе во Рум 27, да. Да, таа старата кој ќе му се појави, кој ќе му доаѓа со тоа тој осмех ми се сега дека зборувам, ми текнува на стига да го слушам во глава осмехот. Меѓутоа убаво латентно е тоа прикажано, од една мирна сцена, че се влегува хоророт излегува од кожата. Одлично. Следа. Така, значи добро, после Розмарис Бејби. Роман Полански. 70 и која? 70 години. Не знам, класика на хорор филм, мислам според мене. Апсолутно. Значи еден од најстрашните и како атмосфера
и општо, нели, знаеш, мислам, исто го има тој момент на покажување таман колку што треба да покаже. Дозирање, мислам, не знам, многу ми е пострашно во тој филм голите тела на старците и она како се осветлени и снимени, отколку на пример сцената, нели, овој кога ѓаволот кога општи Мија Фароу со ѓаволот, да. Општот. Так, во таа сцената кога се создава антихристот. Да. Така, значи, Розмарис Беби, не знам, исто еден од филмовите што, знаеш, го памтиш. Така, го гледаш еднаш и ти останува со тебе до крајот на животот. Така, значи, после, одма кога го ставив Розмарис Беби, одма ми тегна и на The Tenant, подстанара, значи, една таква психолошка, знаеш, мислам, тука хоророт е, не знам, на некој начин и нема хорор, мислам, знаеш, само има страв. Значи има еден страв, бидејќи не знаеш што се случува, чекај малце. Така. Не знам што е, каква е оваа зграда. Каква е оваа зграда каде што е заробен подстанарот, да. Човеков што ќе прави и така натаму, значи не знам, многу тој филм кога го изгледав, можеби, знаеш, мислам, беше еден од филмовите што онака, знаеш, мислам, ме натера, значи беше еден од тие што сакав јас да ги имаш режирано, да. За разлика од овие други, пошто толку беа совршени што, мислам, овој беше совршено, имаше некои мали моменти кај што можеше уште повеќе, не знам, мислам, така сум го доживел, така сакав јас да го направам и уште нешто плюс да има во филм. А и одлична епизодата на Дилан Дог, нели, која е посветена за подстанарот. Не ми текнува. Да, имаме дури во Гигантите во македонска верзија, мислам дека беше од Прилепскиот издавач. Да, ја има за подстанарот. Да, не ми текнува, сигурно јам читано, ама сега во моментот не ми текнува. И убаво поглед како Дилан Дог би фигурирал во тој цел клаустрофобичен свет на Полански. Да, Дилан Дог речиси, нели, во голем број од епизодите има референции на филмови, така натаму, инспирација. И тоа е супер, мислам, ми се допаѓа тоа, бидејќи за хорор фанови тоа е само плюс. Да, мислам, знаеш, не го доживам како имитација или нешто, туку е, знаеш, мислам, инспирирано од нешто. Така. Добро, после интердимензионално интерферирање. Да. После одиме на Омен 1 и 2. Знаеш, значи тоа е, не знам, Омен кога го гледав, знаеш, тука имаш исто сцени, нели, од музиката. Која што е слушнавме Аве Сатани. Да, Аве Сатани и другите, мислам, цел филм на саундтракот е многу јак. Значи, не знам, филмот одонеш, те вади од кожа и знаеш дека злото ги има конците во своите раце и многу луѓе ќе умрат од во рацете на тоа. И мислам дека прв пат кога го гледав беше на некој од тие маратоните, дека водеше Кецот па двојката. Леле, одличен дабл бил е тоа. Да. И Double Deal with the Devil. Така. И не знам, мислам, не знам што да кажам, мислам, осем дека, дека е едно маестрално дело, мислам, она нели раѓањето на антихристот. Меѓутоа во едно наивно дете, како се тоа ги контролира сите сцени и луѓе. Сцената на крај се, не знам да кажуваме спойлер или не, за луѓе имаат гледано, да ги имаат гледано, ова се веќе класики. Да, значи, нели, слично како Розмарис Беби што завршува со очите на ѓаволот, така и во Омен, во првиот, мислам, нели, кој ќе се сврти тоа малото дете, толку е страшна таа сцена, мислам, толку му е некоја злобата, толку е добро доловена, само во тој еден обичен кадар, кај што се гледа во камера, и тоа е. Зошто ме гледаш така? Зошто јас не сум толку лош. Да, не сгрешив ништо. И така, значи после добро Фог го зборувавме, значи тој беше еден од првите хорори што сум ги гледал во животот на Џон Карпентер, така. Џон Карпентер. Имав среќа пред само еве што да кажеме за Магла, пред едно 2-3 месеци, мислам година беше во секој случај, дека бев во Франција, го пуштија на телевизија и го гледав во HD. Знаеш, бидејќи така што, знаеш, мислам, онака сите сме гледали ВХС форма. Да, се навратив на филмот, само што сликата беше идеална, онака речиси како на кино да го гледам. Одлично. Така што наистина беше еден убав флешбек малце на Blast from the past, што би рекле нашите англичани. Така.
После, исто ово е еден филм кој што, знаеш, мислам, многу, знаеш, хоророт е повеќе во самата идеја. И нешто е, можеби, некоја варијанта на SF и хорор. Ајде. Body Snatchers. Так. Со верзијата со Доналд Сатерлен. Има повеќе, мислам, верзии. Invasion of the Body Snatchers имаме, од кој што, нели, едниот е од 50-тите, 70-тите. Да, мислам, сите ги имам гледано, меѓутоа таа со Доналд Сатерлен што е, значи таа ми е некако најдобро го има доловено моментот. Исто тука, значи секогаш мислам дека крајниот момент во хорор филмовите, нели она раката излегува од гроб и така натаму. Значи крајниот момент, ако те, знаеш, мислам, до крај ако те извози, тогаш е за мене најуспешен што може. Мислам, тој може биде успешен, ама веќе при крај веќе знаеш што ќе се случи така натаму. Меѓутоа ова е шлагот на тортата кога ништо не е мртво во хорор жанрот, посебно не злото. Така, и во Body Snatchers, значи, нели, тие некои стенија од вселената што доаѓаат и ги крадат телата на луѓето. Многу добар психолошки хорор, да речем. Кај што, знаеш, на крајот исто Доналд Сатерлен кој ќе погледне си каже аха, овој сега ќе ја спаси. Всушност не, и тој е влезен во земјанската машина. Во толпата. Така. Добро, после исто, ова сега веќе, значи сега веќе навлегуваме во оние малце, да речеме, треш хорори. Ајде, и таа естетика треба да ја запазиме. Исто, ова веќе тука бе веќе некаде, знаеш, мислам, меѓу крај на основно, почеток на средно. Така. Кога го гледав прв пат, Night of the Living Dead од 90-та година. Работен, продуциран од Џорџ Ромеро, а работен од Том Савини. Том Савини го има режирано, да. Так. Значи, тој филм, уште од првата сцена, знаеш, одато е на гробишта нешто, кај, не знам дали кај мајката или кај таткото, како беше. И тука доаѓаат двајца зомби, едниот со ножица во глава, од оние ножици за сечење треба, за жива ограда. За жива ограда. И другиот не знам како беше, и после не знам, значи тој филм, не знам, стварно многу ме исплаши, наистина. Одлично, затоа што Том Савини е еден од мајсторите на специјалните ефекти. И не само што филмот има боја за разлика од оригиналот, туку има доста крв. Да, има доста крв, зомбите се стварно идеално доловени и не знам, мислам, тоа ми беше после референца за зомби филмови. После тоа едно време, значи после тој филм многу почнав да гледам филмови со зомбија и општо хоророт го појачав, значи гледањето на хорор филмови после овој филм. Значи почнав веќе свесно да се интересирам за хорор културата. Одлично. Благодарение на Том Савин. Така, и после, значи, веќе ги спомнавме предходно Evil Dead тројката, Army of Darkness, значи го гледав пред Кецот и двојката. Не дека нешто се поврзани, не дека нешто се изгубил. Значи, Evil Dead тројката, не знам, исто филмот вриштев кога го гледав, мислам, на не знам, тој бумстик на Брюс Кембл и неговите фрази за заведување на спротивниот пол. Give me that sugar baby. Така. Да. И разни други, мислам, нешто на кога се тепа со вештерката во питот и кога ќе пукне со шмарката него. И после не знам крв која прска. Сите страни што е трейдмарк за да, многу јако. И исто со Brain Dead, мислам дека можеби од тогаш е надминат рекордот, на Brain Dead беше филм со најмногу количество на хемоглобин во него. Така што, мислам, исто тоа кога ги гледав ни веќе почнав онака, мислам, и друго, мислам, ми се отвори некој друг поглед кон хорорите. Дека може добро да се комбинира со комедија и дека тоа може би да убава и лесна забава. Да. Така, сега, например, дека зборувавме, ми текна на уште еден филм што ги имам гледано како мал, што ми има буквално
како се вика, знаеш, мислам, ме има однесено на втора нужда, на поголемата нужда. Добро, окей. Во гаќи. А тоа е? Да, ама не буквално, ама мислам, парафразирате, метафора е ова. Многу ме исплаши, значи пошо Блашка во кино го гледав, и тоа во Демир Хисар, значи во селското кино, градско како се вика, сега веќе не работи. Сега не претпоставам да фигурира. Окей. Да. Тоа е филмот, мислам дека беше или Канибал Холокауст. Одлично. Или Канибал Холокауст, или еден од тие, знаеш, кога одат во Амазон, па кога ги јадат со Така, имаш уште еден, неколку имаше Умберто Лензи правеше на времето, можеби некој од тие Канибал Ферокс, можеби или Mounting of the Cannibal God, некој од тие канибалистичките италијански хорор филмови, окей? Тоа беше, мислам, нешто онака одам, значи нит знам што ќе гледам, нешто мислам, претходно мислам дека имаше филм со Бад Спенсер и Теренс Хил. И после тоа ноќна таква го пуштаат тоа и јас не знам некако, знаеш, дали бев со брат ми или со некој, не знам, не бев со некој постари. Ој некако као, знаеш, мислам, останав, знаеш, мислам демек не е за деца филмот, ама јас се шмогнав, да. И што да ти кажам, мислам, црева на сите страни, јадење, луѓе, ги распнуваат, ги јадат ова, леле, после тоа, значи ете гледаш, дури сум го заборавил дека тој тука е во подсвеста, не се забораваат тие. Тој е тука негде од, значи, периодот Фог кога сум го гледал и овој тука негде сум го гледал, бидејќи, значи, најверојатно толку ми бил страшен што сум го заборавил. Одлично. И? Да. Остана уште нешто на листата? Да, листата толку отиде, знаеш, мислам, имаше неколку филмови што не знаев дали да ги ставам, бидејќи не ми биле како првично како хорор, например со Гигер, за Алиен се мисли. За Алиен, така да. Многу. Бидејќи тие, знаеш, мислам, монстер филмовите, знаеш, сам посебно Алиен, тоа е некоја мешавина од SF и хорор. Така. Мислам, пак е доста страшен филмот. Како не тоа е Лавкрафт на стероиди, тоа ностоп го потенцирам заради тоа што ги има тоа одење на друга планета, односно одење на веќе претходна екипа и носење на злото во себе. Да, и баш како општо тие ларвите, мислам, знаеш, мислам, инсектовидни чудовишта што фейс грабери, како и да се вика, да. Така што, знаеш, мислам, доста беше страшно сето тоа, ама не знаев, знаеш, мислам, некако секогаш сум го доживал првично како SF, пред хорор. Така. После исто Терминатор Кецот, например, сцената го гледав во кино, сцената на крај која костурот метален која оди по незе, која брка Сара Конор, таа многу ми има исплашено, исто сум го гледал помал, знаеш, мислам. Јасно, значи, затоа остава толку силен впечаток овој филм. Тоа ми беше едно од првите одења на кино во Скопје. Значи, овие од Демир Хисар кината не ги речено. Така. Значи, тоа беше едно од првите одења на кино во Скопје, значи, која беше година? 90, знаеш, на времето... Кога веќе фигурира повеќе киносали низ главниот град. На времето кината добро функционира и сега почнува пак добро да функционира. Мислам, имаме премиери релативно брзо, дури истовремено со светските дефинитивно. Метрополис, што е одлично. Мислам, на едно време тоа многу не достигаше, мислам, општо кинокултурата во Македонија се изгуби скроз, 100%, мислам, значи многу ретко сите кина затворија. Да, имаше дури еден таков лош период пред да се обнови милениуми воопшто. Да, сега е многу добро што имаме доста кина, доста понуда и супер. И солидни киносали каде што може да се прикажат понови филмови. Пред последното што го гледав во Милениум, додека сме кај научна фантастика, беше на Тери Гилиам, Zero Theorem. Значи одличен филм. Значи научната фантастика значи е феноменална за се гледа во киносали и ние во Македонија заслужуваме исто колку што и американците за да ги погледаат. Така, нормално, зашто не. Еве Клайв Баркер кој го спомнавме, значи Клайв Баркер 8 кавала. Како му се викаше оној што почнува со умрени луѓе, нешто, не знам што, со као секта некоја Brain freeze имаме тука. Така што, окей. Добро, например, Клайв Баркер, добро, тој е нели пред се писател. Nightbreed да не мислиш. Nightbreed беше за Кабала, Nightbreed беше Кабала, така. Candyman го имаме од него филмувано, Hellraiser го имаме. Hellraiser, добро, после
И тој што си има друго. А ги има Midnight Meat Train е филмуван од него. Има неколку што се филмувани. Тој беше новиот Midnight. Тој го правеше Клайв Баркер? Не, тој е само косценарист. Јапонски режисер. Не, тој беше режисер. Клайв Баркер. Тој што има режирано. Тој има многу малку режирано. Затоа, знаеш, мислам, значи имаше еден со магионичар. Lord of Illusions. Lord of Illusions. На тоа најверојатно. Тој беше многу добар исто, знаеш, мислам. А исто Nightbreed, тој мислам сам дека се го... Тие три ги има режирано, значи Hellraiser, Nightbreed и Lord of Illusions. Да, и Hellraiser не го спомнавме, меѓутоа, мислам, не го ставив на листата, меѓутоа, знаеш, мислам, е еден од класиците на хорор филм, урнек филм. Знаеш, мислам, не може да се помине без него. Тикам некако, знаеш, мислам, во треш моментот ги ставив овие повеќе комедии имаше. Така. Добро отколкува, меѓутоа еве сега како што зборуваме, значи ете се враќаат некои спомени, мислам, овој дури како се ка од Hellraiser имавме неколку стиха во една песна со тој бендот што имавме. I'm in hell, help me. Така. Во песната сега чекај The Arrival of the Fallen Angel, мислам беше така. Колку поетско тоа, Гоце го слушаме во таа форма. Како се викаше бендот? И за тоа не им кажавме на нашите слушатели. Бендот се викаше Армагедон, значи активни бевме околу 2-3 години. Тоа беше кој период? 98 прекинавме со работа, јас кога заминав за Франција. Значи 96-та, 97-та, 98 работевме, 97 направивме, бевме во февруарски рок поход, добивме награда прва од публиката и добивме награда соло концерт. После, значи, горе во салата направивме соло концерт и не знам дали беше тоа прва, сигурно било меѓу првите. Имаме снимки од тоа? Септември 97, само видео, нешто VHS имам старо, SVHS односно, од концертот, мислиш? Да. Знаеш, од самиот концерт не, ама пред концертот дојда од македонска телевизија, не знам, преку татко ми, оној, не ми текна сега еден од забавна програма, и не направи некој интервју и одсвиривме за нив, знаеш, така што се појавивме во она не во пулсирање, да не беше појма, културно-рекреативните програми кои имаме аутринските со некој таков убав мелодичен хеви метал. Така ја разбудите публиката. Одлично. И така, значи Армагедон, мислам вака кога се потсетам на тие музики што ги правиме, мислам дека доста бевме авангардни, бидејќи таков тип на музика после... Кажа стилски хеви метал. Па со мешавини многу, значи ние тоа на интервјуто го кажавме, тоа го вежбав со, не знам, 5-6 пати, пошто беше... Сериозна работа, да. Ние сме агресивно депресивна, мелодична, не знам уште така, power rock метал група со примеси од етно и метал, нешто така. Power rock група со примеси дефиниција доста интересна. Едно 5-километарска дефиниција. Да. И знаеш, мислам, тоа беше нешто во стилот на Корн, мислам првите албуми на Корн. Така. Па не знам, знаеш, мислам, дури би рекол, знаеш, имаше моменти на овие, како се викаат, од поновиве System of a Down. Така, значи тоа се влијание на New Metal и воопшто на сите тие бендови. Да, знаеш, само што уште не постоеше тој правец. Као правец не ни беше дефиниран, да. Знаеш, мислам, онака едноставно црпевме од разни, мислам, знаеш, главна инспирација ни беа Black Sabbath и Faith No More. Како не, кои ќе ги слушнеме во продолжение на емисијата. И, значи, не знам, да речам од тие денови, значи една од најголемите, најневеројатни работи што ми се случија е што значи еден од моите, мислам, најомилени бендови Faith No More, сега на новиот анимиран филм кој ќе излезе можеби месецов, но како и да е многу брзо ќе излезе, биќе завршен веќе. Одлично. Човекот што не сакаше да умре во продукција на FX3X. Така.
Музиката ја прави Бил Гуд, басистот на Фейт No More, што го запознав случајно во Лајка, еден бар во Скопје. И така што ете, мислам, никогаш не знам, не сум замислувал нешто такво, сега најнаш некој идол од детството да работи музика за твој филм со мене. Мислам, беше многу позитивно искуство и се надевам дека ќе го повториме понатаму пак, бидејќи доста долго испадна продукцијата, така што малце се различе тој проект. Меѓутоа, мислам, се надам дека можда и преку него можеби ќе стигнам и до Майк Петон да ми глуми во некој филм. Зошто? Зошто да не? Зошто да не? Треба да се проба, па ќе видим. Да. Тоа е една цел кон која што јас би сакал да видам нешто од сето. Тоа ако ништо друго музика може барем да ти направи, мислам. Да урла на некоја од траките за филм. Може монстерот да го глуми. Има по некои видеоигри глумено монстери. Така, одлично, негативец му лежи на господина Майк Петон. Да. Супер, Гоце, фала ти многу што беше дел од емисијата на Дансе Макабре. Се надевам дека беше забавно како и шо се надевам дека и не бевме досадни на нашите слушатели, затоа што кога луѓе си го сакаат жанрот и со љубов зборуваат во што кон самите филмови кои им го промениле животот и им влијаеле за сето тоа што тие го работат понатаму во животот, ова е една мала ода, односно мало враќање назад на жанрот, со надеж дека некои други луѓе кои со сите овие филмови кои што ги споменавме, ќе ги заинтересираат и ќе ги заинтригираат и ќе ги погледнат можеби за прв пат во нивниот живот, па и тие би зборувале на овој начин со импресиите од еден нивен фог на денешните времења. Уште еднаш фала ти многу што беше гостин во емисијата и за крајот на емисијата ќе слушнеме Iron Maiden, Black Sabbath и Fate No More и Tomahawk, мислам дека беа од изборот. Така што ќе затвориме со еден таков моќен дел кој е музика која имаш растено, претпоставам, со неа и ти останала мила и драга. Black Sabbath, беше тоа да кажеме, Black Sabbath кога го слушнав првиот албум Black Sabbath, случајно го купив, нешто тогаш кога почнав метал да слушам, нешто меѓу 8 одделение прва година. Тоа револуција. Тоа бев повеќе на хард рок, нешто Deep Purple. Така, Led Zeppelin нешто, добро. И гледам нешто, мислам ми се виде убава опаковката, онака ги купив сосема едно во Охрид, се сеќам, касета. И одам дома, ја слушам и викам, вау, шо ова е хорор филм, нели почнува со дошто од камбаните, да. И естетиката на грдото, значи од визуелна, од музичка, но и на некој начин и од визуелна, бидејќи сето тоа тогаш се совпадна, значи тие има доста придонесено за ова после, мислам, навака што се движам со на сите ни го промениле животот и видогледот, така што фала му многу на Ози, на Гигер и на цела таа екипа која што Гизерс, извинувам, кои што работеле на првиот албум и на феноменалните рифови на Јоми кои знаат да го разбудат и најскриениот ѓавол кој се крие во сите нас. До крајот на емисијата, значи ви ги најавивме Fate No More, Iron Maiden и Tomahawk воено еден проект на многуте на патот, кој ги има, милиарда. До наредната епизода се надеваме дека ќе продолжите да гледате хорор филмови и дека ќе се плашите и ќе уживате во мрачните дела кои може да ви ги понуди жанрот и се надеваме дека во иднина во Македонија ќе погледнеме нешто. Да, имаше нешто и ќе има наскоро пак. Мислам бидејќи нели прв пат ми е вака во хорор радио емисија, да може да вриснам за крај. Ајде, слободно. Да, ќе пробам, пошто обично нели во хорите се женски врисни, ќе пробам на женски да вриснам.